Добро вечер на сите во најновата емисија на синдикалниот подкаст канал Независна зона. Четврта емисија поред. Во денешната емисија наш гостин, националниот координатор при Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, Боби Бојчевски. Добро вечер. Добро вечер до вас. Добро вечер на следачите на првиот синдикален подкаст на независни синдикати. Голема чест и благодарност ми е што сум меѓу вашите први гости и ви посакувам успех, голема гледаност во работата и да бидете еден од најпознатите, најгледаните подкасти на територијата на цела држава Република Македонија. Најпрво за почеток да се представите за сите што не се запознати со вашата работа. Кои сте вие, кого представувате, за што се борите? Значи, јас сум национален координатор на Конфедерација на слободни организација на Македонија, на КСОМ. Значи, ние сме синдикат кој постои веќе подолг временски период, кој се бори за правата и обврските на сите здравствени работници, на сите вработени во здравствениот сектор, административниот персонал и техничкиот персонал. Значи, сега ние сме гласот на вработените во јавниот сектор во Република Македонија. И остануваме како такви и се бориме веќе подолг временски период преку протести, предпротести, преку најавени протести, како што сте сведок, се со цел за да имаме еден достоинствен живот на секој вработен, на секој чинител на здравствените услуги во оваа држава. И понатаму остануваме на тие цели, се со цел да имаме еден достоинствен живот за сите тие вработени. За почеток, како би оцениле општата состојба во Министерството за здравство? Значи, јас во здравствениот сектор во Македонија сум запослен веќе над 30 години и сум ги поминал сите скарела. Од најдолгото сум бил до највисокото скарело. Значи, моментално во здравствениот сектор се наоѓа на најголемото дно на скалилото. Значи, подоле од ова дно не може да има, бидејќи моментално се што се случува во здравството се случуваат големи први немаме континуитет на министри. Значи, за да имаме едно успешно министерство, за да има успех понатаму, потребно да има континуитет. А не може министер да се менува на секоја година дена. Таман ќе почне со реализација на некои проекти, ќе почне со некои реформи, доаѓа до негова смена. Значи, за да имаме успешно министерство и успешен министер, потребно е негов континуитет, бидејќи со здравството не се експериментира. Со здравството треба да се работи на подолг временски период. Меѓутоа, ова е знак на немање концепт во здравствениот систем. Значи, јас во здравствениот систем на Република Македонија сум веќе вработен на 32-3 години. Значи, ваков здравствен систем, вакво дно до сега ни сум видел, ни сум очекувал дека ќе биде. Значи, една од најголемите грешки што ги имаме во ова министерство поради тоа што немаме континуитет. Значи, со медицината не се експериментира. Медицината се лечи во раст на докази, но ние имаме да немаме континуитет на секоја година дена доаѓа до менување на министрите. Каков и да е тој, кој ќе почне со работата, кој ќе почне со реформите во здравството, доаѓа до негово менување. Значи, за да имаме еден успешен министер и за да имаме успех во здравството, потребно е континуитет. Континуитет кој ќе биде од долги години за да го води тоа министерство. Бидејќи знаеме, еден од главните столбови во државата се здравството, полицијата, образованието, судството. Значи, ние на сите 4 сегменти кои што е државата е труло, гнило. Значи, ние треба да се обрне, најголемо внимание да се обрне на здравството во Македонија. Зашто? Бидејќи јавниот сектор е амортизер на социјалната категорија на луѓе кои што живеат во оваа држава. Више знаеме, со текот на инфлацијата, со платите, што се случува, дека најголем дел од граѓаните на оваа држава не можат да си приуштат да отидат во некој приватен клинички центар, не можат да си приуштат да отидат на некои приватни банјски лекувања, туку ги користат условите од државата. Тие услови што им ги нуди државата. Затоа апелирам и понатаму да има континуитет во здравството и
да се согледа ситуацијата во која што се наоѓаат сите вработени здравствени работници во овој сектор. Според ваше мислење, што се докажало како подобар рецепт за успех? Дали министерот би требало според вас да доаѓа од да биде здравствен работник или пак да биде менаџер на некој начин? Значи, сме имале ние поише примери, оваа држава имало и не доктори министри, правници, имало и доктори, но сите ги памтат времињата кога 2006-2007 година, кога и секој да прашате кога било најдобро здравствениот систем, кога бил најорганизиран здравствениот систем, кога во сите поликлиники се воведуваат специјалистички служби, се 2006-2009-2010 со министрот Имер Салмани. Мислам, имаше најголем успех во тој период во здравствениот систем. Исто така имаше голем успех и не доктор во времето на Никола Тодоров. Значи, нема врска, дали е тој во здравствената фела или не е во здравствената фела. Потребно е да биде добар менаџер, да ги знае проблемите во здравството и да ги ислуша вработените. Да има слух за сите вработени во здравствениот сектор, дали биле хигиеничари, дали биле медицински сестри, дали биле доктори. И на секој од нив треба да им се помогне. Само таков менаџер кој ќе биде меѓу народот, менаџер кој ќе ги знае проблемите на народ и проблемите на вработените во здравството, би има успех и во самото министерство. Во моментов како би го оцениле диалогот помеѓу вас и Министерството за здравство? Значи, ние веќе подлог временски период, па може да се каже подлог временски период, веќе од летово, почнавме со едни наши барања се со цел за да имаме достоинствен живот на вработените во здравството. Бидејќи со платите кои што ги зимат, не можат не да живеат во месецот, не може да го преживеат месецот. Платите им служат како еден вид за да платат режиски трошоци и ако им остане нешто за да го тераат месецот, бидејќи знаеме дека синдикалната кошница по најнове околу 56.000 денари, а медицинска сестра во здравствениот сектор со средно образование платата и беше 22-23.000 денари, а оние што имаат поголем работен стаж доаѓа до 25-26.000 денари. Платата на возачот во итна медицинска помош, кој во тие тешки моменти се грижи да го однесе пациентот од траекторија А до траекторија Б, до ургентен клинички центар и до други болници, се движеше од 27 до, ако има ноќни додатоци, до 30.000 денари. Значи, како можеше да обстои, да живее тој здравствен работник, тој вработен во здравствениот сектор, а од друга страна на сабалет дали да размисли дали може да му купи патики на своето дете, дали утре што има да направи за ручек, или да се грижи за луѓето. На тие пак се, од една страна ќе ги наречам патриоти и хумани луѓе, со сите тие проблеми, утредните застануваат, работат и се грижат за здравјето на сите граѓани и на сите пациенти што ќе дојдат. Затоа ние како синдикат настапивме со барање, кој е едно од првите барања, ние покачување на платата на 30%. Второто барање беше колективниот договор. Овој колективен договор е еден од најлошите колективни договори што постои во историјата на Република Македонија. Треба да се редефинира тој колективен договор. Третото барање беше покачување на инфекцијата, бидејќи секој од нас е во контакт со инфицирани луѓе, со инфицирани болести, со вируси и така натаму. Таа инфекција до сега беше 1%, ние бараме да се покачи на 4%. Четвртото барање... Што би значило тоа за луѓето кои не се запознати? Значи 4% изголемување на плата? Да сега, да, од 1% инфекцијата беше на плата, да се покачи на 4%. Заради зголемен ризик? Заради зголемен ризик од инфективни заболувања. Бидејќи ние се движиме во тие зони каде што имаме вируси, разни патогени, непатогени бактерии и така натаму. Тоа баравме. Како и интерхоспитални бактерии. И исто така, да. Четвртото барање е бенефициран работен стаж, бидејќи имаме вработени кои што се во рентген институтите, кои што се по цел ден по 6 сата подложени на ионизирачко зрачење. Тоа е
им штети и на здравјето на самите нив и на сите луѓе во околината. Значи, сите вработени што се на рентген институти, доктори, радиолошки технолози, медицински сестри, администратори, хигиеничарки, да имаат еден тип на бенефициран работен стаж. Исто така, бенефициран работен стаж за вработените во психијатриските болници, како психијатриска болница Мајка Тереза, што се наоѓа болница Бардовци, Демир Хапија и така натаму, бидејќи тие луѓе работат со стресни ситуации и со различни категории на луѓе кои имаат голем број на психосоматски нарушувања. И на тие луѓе треба да им се даде еден тип на бенефициран стаж, за да им се даде мотив за да си го работат тоа што си го работеле до сега. Барање за бенефициран работен стаж беше за вработените во итна медицинска помош, кои се бава со стресни ситуации, и медицинските сестри, анестезиолозите, докторите, вработените во Карел. Бидејќи секојдневно се под секаков стрес, со секаков типови на заболувања, со секакви повреди, и значи на тие луѓе потребно е да им се даде еден бенефициран работен стаж за цел да имаат мотив за да останат и да се сакаат работата. И петото барање ни е еден од најголемите проблеми кои што се влече со години во здравствениот сектор, на сите вработени во здравствениот сектор, се времено вработените. Тоест вработени по договор на дело. Всушност се тие вработени, како што сум напоменал и на предходните емисии, предходните подкасти што сме ги имали во различни број на телевизии, се со плата од 20.000 денари. Тие вработени ги работат професионално, сите работни обврски што ги имаат во текот на денот од 8 часовно време, но немаат ни здравствено, немаат ни пензиско осигурување, работат едноставно за тие 20.000 денари, тоа ти е колку една социјална помош што зема нека фамилија. А рачунај, тој човек е подложен на инфекции, тој подложен на секакви вид заболувања кои што се во моментот во јавната здравствена установа кај што е вработ, а тој нема здравствено осигурување. Тој не може самиот да отиде да си купи лекови, тој не може самиот да си отиде на еден лекарски преглед. Значи, единствено барање ни беше нивна трансформација на работните места од определено на неопределено време. Значи, овие 5 барања ние излегвавме уште во месец август и јавно ги кажавме преку ТВ медиумите, имавме прес, во септември имавме исто така прес за овие барања, имавме предпротести, протести, штрајкови и 5 октомври бевме на разговор кај министерот. Од страна на од неговата гледна точка, неговото беше дека државата нема пари, не може да се помогне сега за понатаму ќе се види. Поради тие причини ние пак продолживме своје протести пред Министерството за здравство, после имавме сенароден протест заедно со КСОМ пред владата на Република Македонија, каде што и понатаму ги спочитувавме и остануваме на овие барања. Бидејќи овие луѓе што работат повеќе од 5 години не заслужуваат да останат на улица. Нивните договори им беа до 31 декември 2023 година. Значи, всушност сега тие не се вработени. Тие се ни на небо, ни на земја. А овие вработени секогаш беа во првите линии кога беше во болниците со кои се боревме со ковидот, секогаш беа напред и секогаш им помага на пациентите. Овие вработени работеле и на Карел и на во други јавни здравствени установи. И греота и срамота овие вработени да ги оставиме на улица, да ги заборавиме. Значи, соедно можам да кажам дека ова влада, ова министерство би било робовладителско, затоа што овие ги рачунаме како робови, работат додека имаме корист, а немаме корист од нив, ги отфрламе. Срамно, жално е. А имаме уште, за жал, вработени на клинички центар, кои што работат на детска хирургија, би требало по 9,5 години, луѓе. 9,5 години несредени работни обврски. Тоа е срамно и жално. Први од менаџерите што биле на тие клиники, а и до другите менаџери што ги оставиле овие луѓе ни на небо ни на земја. Срамно и жално. И затоа застанавме и се бориме. Кога сме веќе кај времените вработувања, нели мислите дека постсистемско решение е конечно да се стави во колективниот договор да се вметне таква клузула,
каде што до определен рок би можело да биде тоа временно вработување. Значи, ние вака со новиот колективен договор, каде што ние го имаме направено како синдикат, како независен синдикат и како заедно со работка на КСОМ, нашиот колективен договор, кога ќе бидеме за година дена репрезентативен синдикат на ниво на Република Македонија, за да го побараме и за да ми се овозможи. Најмалку времени вработување во здравството треба да има од 3 до 6 месеци. Значи, ептен, ако е потребно, и во моментот да се најде здравствен работник. И повеќе од 6 месеци или да се прави негова трансформација, негово примење, или да му се овозможи на младиот човек, што го држиме за 20.000 денари, да си продолжи напред, да си ја гради кариерата. Да не го задржуваме тука. Која би била вашата идеја за подобар здравствен систем? Според вас, што му недостасува на македонското здравство за да се приближи кон европските земји? Значи, можеме да кажеме, многу му фали на овој здравствен систем, многу му фали на здравството. И како инфраструктура, меѓутоа зборам и како кадар, како вредности, како систем, како закони. Значи, се вкупната слика. Јас напоменав претходно во разговорот. За да бидеш министар, лесно е да бидеш, да седнеш на фотели и да искачаш по медиуми и само да кажуваш ова ќе биде, ова ќе биде. Но треба да се реализираат работите. Значи, од тоа што треба да го кажеме, треба да се реализира. А за да ние го фатиме тој степен, за да стигнеме до некој европско здравство, за нас ќе треба уште најмалку 1 век. Затоа што ние немаме инфраструктура, немаме еден солиден клинички центар, кој до сега да сака, требаше да биде изграден и да биде достоинствен за жителите кои што живеат во овој главен град и за жителите на Република Македонија. Плюс, што се случи во последно време? Пак ќе се вратам, што се случува? Ќе се вратам на претходниот момент, во врска со овие времено вработените. Ние успеавме со овие протести да направиме да се отворат јавни огласи за нив. Тоа се све млади луѓе како тебе, млади луѓе кои што во западноевропските земји со широмо отворени врати ги чекаат. Што направивме од 2500 вработени, кои што беа на договор на дело на ниво на Република Македонија, Министерството искача со 1117. Но, што од нашите барања беше во тоа што да се направи трансформација. Законски не можело да се направи трансформација на овие вработени, бидејќи законот за трансформација бил укинат 2017-18. И сега ќе имаме јавни огласи. Но, ние се сомневаме што би се случило на тие јавни огласи. Да влезат партиски кадри. Да овие луѓе, кои што биле работе млади луѓе од 3, 4, 5 години, искусни професионалци. Значи, само да напомена, некои од овие медицински сестри, доктори или доктори работат во хитна медицинска помош. Некои од овие медицински сестри работат во превентивна здравствена заштита, работат на вакцини. Значи, сакате да кажете дека некој работи 4 до 5 години во Министерството за здравство? Да. Е вработен и се објавува оглас на кој што тој може да не биде избран, а да биде избран некој подобно лице. Значи, сомнежот... Зарем немаат некоја предност при вработување? Значи, сомнежот кај нас и кај сите вработени е тоа што може да дојде до внесување на партиски кадри. Знаете што се случува? Со тие партиски необучени, неквалификувани луѓе. Кога ќе го ставиш на таква тешка работа, каде што прв пат се сретна во живот, каде што ќе треба да даде интрамускулна инекција, тоа интрамускулна инекција е боцкање позади во колкот. Да бара беби систем. А беби систем е кога се става инфузија на новороденчиња бебчиња. Значи, може да дојде до такви катастрофални грешки, а кој на крај ќе испадне? Народот. Значи, уште еднашка преку овој подкаст, преку ова гостување, ги замолувам горе во Министерството, кој ќе биде објавен огласот, за да не бидат отфрлени овие луѓе. Ние дадавме некои сугести во огласот да стои да има 2 до 3 години работно искуство на тоа работно место, да имаат потврди од нивните раководители, од директорите, од началниците, дали работеле, дали исполнувале работното време, дали биле професионалци и така натаму.
Но од една страна вика тоа било дискриминација. Тоа не е дискриминација. Значи, ние се работи. Тоа е само подобра стартна основа. Значи, ние се бориме, не се бориме за перач во перална за автомобили, потребно е искуство. Не може секога да ставиме да ја пере колата. Ние бараме искусни луѓе, за да не се случат овие експерименти што се случуваат. Да ставиме непрофесионалци на места во кои што потребно е да има професионалец, кој што работел 3 до 4 години на тоа работно место. Би се случило хаос. На крај, најголемиот товар кој ќе го издадат? Граѓаните, дечињата. Што се криви тие дечиња? Кај знаат тие луѓе? Таа работела 4-5 години на МРП вакцини, на морбили, рубела, перотисус и така натаму, сега доаѓа некој што не може ни да и ќе ја прочита вакцината, но треба време да се аплицира, да се научи. Ме сваќат исто во работење во итна медицинска, тој доктор е научен со години работел, 3-4 години, како да даде прва помош, во првите моменти како да му се помогне на пациентот, сега нов да дојде. Ме сваќате што е? Пак тука губат граѓаните, жителите на градот Скопје, губат граѓаните на Република Македонија. Да, тоа освестете се, да примиме луѓе кои што се потребни за тоа работно место, да примиме професионалци. И како што сега ќе се надоврзам на тоа, што би се направило за подобро во здравството. И самиот си сведок, вие младите луѓе, се случува еден екзодус на млади луѓе. Каков е тој екзодус? Еве, пример, плата на млад човек со средно образование во како лаборант, како медицински техничар, е околу 23 до 23.000 плата, бидејќи нема работен стаж, нема таму, во јавни здравствени установи, кажам, кај што нема дежурство, двосменско работење. Тој млад човек, како да преживее? Како да оформи фамилија? Како да ги плаќа утре режиските трошоци и како понатаму тој човек и мината да гледа во оваа држава со таа плата. Од друга страна, гледаме голем број на млади доктори, сестри, вработени во здравствениот сектор, бегаат во западноевропските земји. Што се случува? Ние репродуцираме кадар, ние примаме по 600 до 700 души на медицински факултет. Значи, секој министер, деканатот на медицински, потребно е да имаат соработка. Зашто да имам? Значи, треба, не биле порано луѓето, не измислуваме ни еден вид на топла вода. Дали мислите дека е решение да се едноставно да се ограничи бројот на примања? Значи, потребно е 5-годишен, не биле, искрено да кажам, ќе назначам како Кина, прават 5-годишни планови, Русија, голем број други држави, Србија. Значи, секој што ќе се нафати да биде на таа фотела, дали бил премиер, дали бил министр, треба да и напреден 5-годишен план. 5-годишен план со кој што се визиите за еднината на овој здравствен систем, сега ќе зборам за здравствениот систем, за да има успех, за да не ни бегат младите и за да имаме задоволни граѓани и жители на град Скопје. Каков е тој план? Пример, се примат по 600-700 студенти на медицински факултет. Ние репродуцираме кадар. Кој кадар не работи тука, работат за Германија, во западноевропските земји. Значи, ние го репродуцираме тој кадар, тој не напушта кадар. А зашто? Поради неспособноста. А како ќе ги задржиме тие млади луѓе? Како пред нивното дипломирање, пример, после 5-6 година завршил со стажирање и така натаму, треба да се разговара со тие луѓе. Дали секој од младиве луѓе сака понатаму да се унапредува. Значи, сите од нив, кои што ќе дипломира, државата да земе да им плати специализација. Пример, тој сака неврохирургија, некој сака неврологија, некој сака психијатрија, некој сака кожна клиника. Да се направи еден план во Битола за 5 години, пример, прилив, Скопје, во здравствено, колку ќе дат во пензија, колку ќе има прилив на нови, колку се потребни. Значи, тоа треба да имаат визијата секој што ќе седне на таа фотела. Вие зборувате за инвестирање во човечкиот потенцијал. Така. Меѓутоа, кога веќе финансираш, кога веќе поддржуваш, нормално и
очекувано е државата да може клаузулно да ги задржи тие луѓе. Ме сваќаш и сега ти завршуваш медицински, државата ти плаќа. Специализација е од 10 до 15.000 евра од доктор. Значи 100 доктора, 200 доктора ќе специализира. Но со тоа што ние ќе бидеме обезбедени за следните 15 години, 20 години со доктори специјалисти. Моментално дефицит е на доктори специјалисти. Во градот Скопје се затвараат ординации од дефицит на доктори специјалисти. Како ќе го спречиме тоа? Со една визија на млади луѓе кои што за државата што е 1, 2, 3 милиона евра. Они ги трошат на разни забави и не знам што. На костени и лечници. Не може да се приушти до 2 милиона евра со тоа што овие млади луѓе по завршувањето на специализацијата ќе треба да работат во јавното здравје колку што им била специализацијата. Плюс 2. Пример, 4 години специализација, 8 години треба да остане во јавното здравје. Оставим тој млад човек и понатаму нека се гради кариерата дали сак. Еве што се случува на наши доктори, што ќе заминат во Германија. И зашто заминуваат? Значи, прашите ги од 100 души кои што дипломирале на медицински факултет, 80% од нив сите ќе заминат, учат германски јазик да заминат во Германија. Влегуваат, полагаат таму државен испит, влегуваат во клиниката. Клиниката само им дава специализација. Само им дава со тоа што за го задржи тој млад човек, им дава разни бенефиции. Еве се случува за наш студент кој што за 3 години таму стана дури главен на ОРЛ во германски главен град. Значи, до толку ние имаме добра репродукција, добра школа, добар медицински факултет, но за другите држави. Тие млади луѓе од 100 души, пример, ви кажувам пример, 10% ќе останат во Македонија. Тие што ќе платат сами специализација, или 20%, нивните родители ќе се мачат со кредити, ќе ги плаќаат по 10 до 20 години. Ние едноставно не знаеме да го задржиме тоа што го има. Ние ќе се мучи човекот и тој кој ќе се заврши приватна, еве сега вие да завршите приватна специализација, вие не сте должен никого, сте должен на вашите родители. И ти сега сакаш со твојата работа да ги надоместиш тие пари. И нормално или ќе идеш во приватна клиника во Македонија кај што ќе земаш 2 до 3.000 евра плата, или ќе се отвориш самиот приватно. Тука е, заради тоа екзодус. Ние не можеме да си ги задржиме младите луѓе. Не е само за здравството, и за сите професии. И што и со полицајците, со платата од 23 до 27.000 денари, кој му е мотивот на тој полицајец и да врне и да дуе и на минус 20 и на плюс 40 да седи на улица, луѓе? Сите ќе ни избегаат. Знаете што кој останат во Македонија? Луѓето кои што веќе немаат кај да чекаат 4-5 години до пензија. Ви кажувам искрено, мора да се направи една национална стратегија. Иначе ќе биде жално за жителите, за сите граѓани на државата, ќе нема кој да не лечи. Кажете ми, преска стана збор за платите на медицинскиот персонал со средно образование. Добро. Што со персоналот, со лекарскиот персонал со високо образование, докторите? Дали сте како национален координатор задоволен од нивните примања, дали има простор за подобрување? Значи, во врска со ова, ние како синдикат, како на сите здравствени работници, административно и техничкиот персонал, и понатаму не отстапуваме од нашите барања. Платата од 30%, тоа е минимална плата. Бидејќи ова галопирачка инфлација што се случува, тие 30% барање се за средно медицински и за високо, за сите. Значи, платата на средно медицински има некој, сега се фалат овој државниот синдикат се само направил некој покачување, кој е тоа покачување од 10%, покачување од 1000 денари. Тоа е жално и срамно. Ако земала сестрата 23, сега ќе зема 24.500, ти кажам, со средно образование. Таа они нека живеат со таа плата. Греот е. Искрено да ви кажам, ме прашувате за докторите. Ние идеме со барање на унифицирана плата. Како е тоа унифицирана плата? Значи, почетната плата на доктор специјалист, дали бил во ЈЗУ здравствен дом на Скопје, дали бил во клиничка општа болница Кичево, дали бил во Свети Еразмо Охрид, дали бил во болница во Штип, да биде 60.000 денари, како што е почетната плата на специјалист во клинички центар. Значи, кај нас доаѓа да во други здравствени установи
платата на доктор специјалист почетна му е 45.000 денари. Доктор кој што пола живот го поминуваат во школување. Значи, најмалку до 35 години во животот ти поминуваат за да се дошколуваш, специјализираш, некои субспецијализира за 45.000 денари почетна плата. Значи, пред пензија, тие вработени, кај што нема дежурства, имаме двосменско работење, прва и втора смена, стига до 59.000 денари. Значи, тоа е срамота, нонсенс. А додека... Зборуваме за луѓе кои веќе... Да, зборуваме за луѓе кои веќе се предпензионирају. Да, ти кажам. А од друга страна, судија во некој суд, почетна плата му е 130.000 денари. А рачунете, која е грешката на судијата? Ако сгреши, ќе се скине хартијата, ќе се направи ново. А ако сгреши докторот, која вина е таа? А овој работи за дупла помала плата. Тоа е срамно, жално и бедно. Значи, бараме унифицирана плата од 60.000 денари. Значи, во кој дел на Република Македонија работиш, платата ти почиња од 60.000 денари. Во Германија нема плата, работиш во Берлин толку ти, овамо толку ти. Најголемите грешки за овие плати ги направи претходниот министр Филипче. Филипче ги направи платите само за на клинички центар, доаѓаше до покачување, доека другите клиники, општи болници, здравствени домови ги заборавија. Остана на некои минимални покачувања на платите. И затоа што сите што ќе специјализираат, остануваат на клинички центар, бидејќи им платите им се посолидни и некаде во некои клиники имаме поголем број на доктори него пациенти. Значи, тоа го бараме, не може еден врвен ортопед во Свети Еразмо со дежурства, со ноќни дежурства, со 24 часовни дежурства да зема 80.000 денари плата. Не е благодарно. А додека, напоменав претходно, судијата зема 130.000 денари основна плата. Со понатамошна работен стаж може да стигне до 150-160.000. Значи, мора да се направи унифицираност на платите. Општи лекар без специализација, тоа е што работат во примарна здравствена заштита, доктори што се одговорни за вакцини, кој го прегледа вашето бебче и ви кажува, треба да прими вакцина? Не треба да прими вакцина. Значи, тој им со плата од 35.000 денари, почетна плата. Значи, и тоа е нонсенс, тоа е срамот. Сестри со 23.000 денари. Значи, ние како синдикат бараме 60.000 за специјалистите, 45.000 за општите доктори почетна плата, 35.000 со високо образование, сестри, лаборанти, здравствени соработници, 35.000 почетна до 40, а среднисти, медицински сестри, лаборанти на 32.000 денари плата. Се со цел, за да може, не може, пак со оваа плата не може да го преживеат, за да може да живеат барем неколку дена месец да се осеќаат. Значи, секој човек работи за кој ќе земе платата, за да си му е некој задоволство, да може да си приушти нешто. На крајот на месецот сите работиме за плата. Не е спорно дека треба да имаш да го сакаш тоа што го работиш, меѓутоа сепак реалноста е дека на крајот на месецот сите работиме за плата. Ама таа плата кај нас, во здравствените работници, трае 2 дена. Со 23.000 дена, не ли е срамота? Некој га напа. И тие колективни договори се најлошите, за тоа подхитно. Значи, ние ви гарантирам дека сега сме млад синдикат, но за година дена, ако да бидеме репрезентативен, бидејќи секојдневно имаме барање за пристапници на нови членови кај нас, по моја прогноза е дека за година дена ние може да постанеме репрезентативен синдикат во здравството, ви кажам. Тогаш, кој да дојде на власт, ние ќе му дишеме во власт. Значи, еднашка за секојаш мора да се реши за работените во здравствениот сектор. Дали биле, уште еднашка ќе напомнам, технички персонал, возачи, домаќини, курири, дали биле административен персонал, благајници, сметководители, дали биле правници, дали биле економисти. За секој од нив мора да се обезбеди, да си имам достоинствен живот. И понатаму почињаме да се бориме и не остапуваме од тоа. Ако треба и улицата, пак ќе биде нашиот втор дом. Да ги трнеме малку платите на страна. Што се условите за работа
Сведоци сме на се поголем број скандали во здравството. Да не спомнувам онкологија, мал милион други случаи на смрт на пациенти. Од друга страна пак, ако ја свртиме паричката, има и се поголем број на нападнати медицински лица. Генерално, ваш став за сите овие случувања во здравството? Значи, сега по последно време се случија голем број скандали од големи размери, што никад не се случило. Ја ви напоменав, 30 години сум во здравството, вакви скандали не памтам. Едно од најтешките и најболните скандали за мене лично како човек и вработен во здравството Почнувајќи се од ковидот. Значи од ковидот навака, јас мислам дека здравството беше под невиден притисок, излегува на површина сите мани, сите недостатоци и од тогаш навака малте не секојдневно сме сведоци на... Секојдневно, вакви работи до сега, ја ви кажам, оваа година, две, што се случуваат, мене како вработен во здравствениот систем, многу една од најтешките е случката со онкологија. Тоа е за мене криминална годината, не знам, тоа се масовни убици. Не е ни на годината тоа. На векот. Значи, и ние тогаш напоменавме, баш тогаш бевме актуелни со протести, со там. Подхитно, до сега требаше да се фатат тие здравствени профитери. Не може, луѓе, ние да фрламе црн на сите доктори, на сите сестри се арами, сите сестри се вакви, доктори вакви. Значи, имаше криминал. Искочивте јавно. Фатите ги бе тие здравствени профитери. Не може 5-10 души да го црни лицето на сите луѓе кои што работат во здравството. Ја ќе кажам, ќе напомена, овие луѓе што работат во здравството, не може да ги оквалификувате дека сите се такви. Значи, овие луѓе се за мене патриоти, да ги тргнем овие здравствени профитери, кои работаат сестриве за минимални плати, докторивете за подпросечна плата, ти се патриоти, се сакат државата, и на вратата им се отворени секаде во светот да отидат. И ќе имаат плата и ќе имаат обезбедена иднина. Затоа, каде се до сега да се фатат тие здравствени профитери? Зашто не се затвора? Јавно не ќе искочат со име и со презиме. Тој правеше криминал, што се затешка работат? Исто се случува сега и со напад на здравствени работници. Значи, какво е тоа? Значи, тие здравствени работници не се заштитени од никаде. Исто во 8 септември, 8 здравствениот работник пред година две имаше напад на ургентен центар, напад на доктори, сестри. Вчера, завчера, кога имаше во Тетовската болница обколена пукање, не знам ништо. Луѓе, дајте здравствени луѓе во што се вработени во здравствениот сектор, да не бидат глинени голуби. Тоа е проблемот. Континуитетот во Министерство за здравство и визија, која ќе седнеш да бидеш министер. Не е министер, што министер, што ќе ти има по телевизија и сите ќе ви се обраќаат министре. Имам едно друго прашање за вас сега во моментот ми текна. Кажете ми, здравствената комора, лекарската комора, каква функција извршува во здравството? Лекарската... Зошто, например, кога ќе суда, многу ретко сме сведоци на одземени лиценци за работа. Дали партизацијата оди до таа институција? Во здравството е таква партизацијата, не е до лекарска комора и до Сдружение на сестри или лаборанти. Значи, лекарска комора е приврзок на власта. Значи, лекарската комора дава служи за плаќање на чланарина, плаќање на лиценца и полагање на стаж, ова државен испит. И никад до сега не е излезена таа лекарска комора, кога е потребна за заштита на докторите. За ништо. И за заштита на докторите, и за санкционирање на тие што не соодветно работат. Исто и таа лекарска комора требаше да излезе сега за овие здравствени профитери. Кои се, што се. Исто, благодарение сега за врска со комората на здравствени сестри. Гледам, почна да излегуваат за овие времено вработените, да се грижат. Значи, и тие сестри помагале, работеле во Карел, знаете што значи да се работи во таква институција. И тие едноставно работеле за минимална плата од 20.000 денари
И сега едноставно ти после 5 години викаш не ми требаш. Како ќе се осекта таа жена, таа медицинска сестра, тој млад човек. Ај, младиот ќе се отиде. Што ќе преме некој што веќе подлог временски период работи и има години? Нели е срамно, жално, дали било од министр? Како може да спијат тие луѓе навечер, кога овие луѓе ќе ги оставам без работа? Кои работеле до сега, уште еднаш ка напоменам, за минималец. И сега ние како синдикат, тоа заборив да ви го напоменам, чекаме да се пуштат конкурсите. За секој, да видиме дали ќе бидат примени. И едноставно, за секој наш член, иако овие формално правно не се вработени во здравството, но ние како независен синдикат ги взимаме за наши членови. Сите овие што се под договор на дело вработени. И за секој наш член, кај што ќе видиме, дека конкурирал, дека работел над 3, 4, 5 години, професионалец во работата, и знаеме дека тој професионалец многу ќе значи на таа јавна здравствена установа, а не е примен заради некој партиски војник, ние како синдикат имаме адвокатски тим од 50 адвокати, кои што за секој од овие вработен ќе поднесе жалба до комисиите за примење, до конкурските комисии. Треба жалба до Министерство и жалба до судовите во Република Македонија. Не сме ни една од овие вработени да биде оставена на улица. Дали била медицинска сестра, дали бил администратор, дали бил возач, дали бил хигиеничар, секој од нив треба да му се најде работно место, да му се даде решение за неопределен работен однос. Во спротивно, ние ги ангажираме нашите адвокатски тимови. За секој наш член напомена, што е член во на независниот синдикат на здравствени работници, административно-техничкиот персонал и техничкиот персонал на ниво на Република Македонија. Каде се гледате во 2024 година? Спомнавте дека сте релативно млад синдикат. Дали сте оптимист во однос на вашите барања дека во блиски дни ќе бидат исполнети? И што доколку не? Значи, ние гледаме, моментално гледаме и слушаме. Што ќе се случува понатаму? Кој да дојде? Дали била техничка влада, дали била друга власт, дали била трета власт, ние сме тука и секојаш ќе бидеме од страна на здравствените работници. Значи, јас и моите луѓе што сме во здравствениот синдикат, не сме тука за функции, за фотели, за кариери. Нашиот живот едноставно. Јас се прифатив оваа работа едноставно, а не можејќи да го слушам крикот на моите колеги, колешки, како не можат да издржат месечно со платата, како не можат да издржат децата им бараат такви патики, не можат да си приуштат да купат, па бараат синдикални потврди и така натаму. Од тој мотив излегов за да ги барам тие барања. Искрено да ви кажам, не се борам за некоја функција, не ми е потребно животот функција. У животот ви кажав, сум почнал од најниското, сум стигнал до највисокото за мене. Доста ми е, морам да застанам за овие луѓе. Сум почнал и ќе завршам. Додека живеам, додека дишам нови свет, јас сум секојаш зад докторите, медицинските сестри, административците, административно-техничкиот и техничкиот персонал. И секојаш ќе ставам зад нив. И секојаш во секој момент може да ми се обратат за секој проблем што го имаат. Ви благодарам за гостувањето. За крај, каква порака би сакале да испратите до сите здравствени работници? Значи, само да ги поздравам и да напоменам, тие се огледало на државата, тие се херои на државата и продолжете со дигната глава, честни, понатаму да се грижите за граѓаните на град Скопје, да се грижите за граѓаните на Република Македонија, како до сега, да сте ми живи и здрави и за сите проблеми што ќе ги имате понатаму, ние како синдикат ви стоиме позади вас. Обратете ни се. Боби Бујчевски, ти благодарам на гостувањето и се надевам дека во следна прилика повторно ќе се дружиме во независна зона. Ви благодарим. Поздрав до сите. Пред крајот на емисијата, уште еднаш да ве повикам со субскрайб, да не поддржите, да ни дадете мотив за уште повеќе емисии. Поздрав.